Понеделник, 27 февруари, кратки вести во 12 часот. Дојава за поставена бомба утрово била добиена на електронската адреса на Охридскиот основен суд. Нешто после 8 часот вработените и комплетниот персонал беа евакуирани од просториите и се спроведува антитерористички проверки. Екипи на Охридската полиција, брза помош и Охридската пожарна се на терен. За жал, ова е само продолжување на анонимните дојави за поставени бомби во средни и основни училишта, но и во институции и трговски центри, претежно во Скопје и Прилеп. Славниот македонски автор и композитор Григор Копров јавно го покани бугарскиот председател Радев да го види пергаментот кој потврдува дека неговото семејство е старо над 700 години и дека се македонци. Моето семејство е едно од трите најстари во Охрид. Старата куќа во Охрид е на само 20 метри од тврдината. Кога ја реновиравме, најдовме неколку крстови и стар пергамент на кој јасно пишува дека моето семејство е старо повеќе од 700 години и дека сме македонци, вели Копров. Убеден е дека 90% од населението во Бугарија не го интересираат актуелните случувања. Германската филмска звезда Барбара Сукова бара помош да ги пронајде Зорица и Билјана, кој ги запознала како тинејџерка во Охрид. Таа во далечната 1963 година со нејзините родители престојувала во Југославија и го посетила Охрид. И тука ги запознала двете девојчиња кои сега се како неа во средните 70 години. Барбара има и фотографија од Зорица и Билјана од времето кога биле девојчиња. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.